познавам многу личности, познавам многу пати емотивен сум кога ќе разговарав со некој, ако плачеше тој, јас плачев заедно со него. Кога го пишував текстот, уште еднаш плачев. Кога излезеше написал, кој ќе си го читав, уште еднаш плачев, ако беше некоја жалосна приказна. Меѓутоа имам и такви убави написи, каде што секогаш до израз доаѓала вистината, честноста на луѓето, нивната работливост, нивната улога да направат нешто добро и за градот и за државата. Ова е 83 годишниот Петар Ставрев, пензиониран новинар, фоторепортер и хроничар на градот Битола, кај кого љубовта кон неговата фела никогаш не престанала. Својата професија ја започнал како новинар во Радио Битола, но исто така работел и за Радио Скопје, весниците Нова Македонија и Вечер, за македонската радиотелевизија, Радиотелевизија Србија, како и локалните телевизии Орбис и Тера. Повеќе скоро цел живот го поминав во новинарството и се уште работам, иако сметам дека новинарството е маратон во кој нема победник, бидејќи победник е вистината. За да се дојде до вистината, секогаш треба да се применуваат неколку правила. Тоа е, значи, да се провери нештото, да биде точна информацијата, да е проверена и да одговара на одредени зацртани закони, човекови права, слободи, екологија и така натаму. Еднаш новинар, цел живот новинар. Ставрев верува дека новинарската професија влегува во крвта. Не ни помислува дека некогаш ќе престане да размислува новинарски. Сметам дека новинарството е една професија, како што се вели дека еднаш новинар, цел живот новинар. Еве, јас и на 83 години се уште работам и не мислам да се одвојам нити од фотоапаратот, нити од камерата, нити пак од пишувањето на весници. Посебно сум задоволен што ми правише чест и се сеќавам сега што сум интервјуирал многу познати личности од поранешните југословенски простори, а и од просторите на денешната наша држава. Ако новинарството му е главна преокупација, главното хоби на Ставрев е колекција од грамофонски плочи, што почнал да ја прави од 1961 година. Минатата година организирал изложба на овие плочи, кои се од различен музички жанр и денес вели се од непроценлива вредност. Располагам со колекција од 15.000, меѓутоа пред 30 години, кога познатиот шахист Глигорич дознав дека има 44.000 грамофонски плочи, а реков не ќе можам никогаш да го стигнам, меѓутоа и со овој фонд што го имам, сум значи благодарен затоа што пратејќи ја светската музика, секогаш се интересирав да ги добивам оние музики што има трајна вредност, евергрини што денес и колекцијата ми е доста зачувана, не се оштетени и во секој момент можам да ги емитувам. Така имав средба со многу познати музичари, интервјуи направени од Ѓорѓе Мраѓановиќ, да започнам кој што служеше војник во Љубљана, кога и јас бев во еден период во Љубљана војник, па да не повторувам од Васка Илиева, од нашите простори, Вања Лазарева и многу други. Јавноста има многу по што да го препознава Петар Ставрев. Неговиот фотоапарат е како дел од него. Тој го интервјуирал и првиот кинематограф на Балканот, Милтон Манаки. Милтон Манаки го имам снимено 20-минутна емисија, за жал таа аудио снимка во приватна колекција е, меѓутоа кога пак отидов во Одеса, сите одеа по други работи да се интересираат, јас се интересирав да дознам каде се тие скалите, каде што Сергеј Айзенштајн ја го снимаше познатиот филм Крстарицата Потемкин. Ете така почнав да се занимавам и со фотографија. 20 апарати до сега имам променето. Во еден период бев и председател на Фотосојузот на Македонија. Имам освојување
и награди за објавени фотографии, документаристика и така да ден денес без фотоапаратот не одам никаде, значи. Изминативе 33 години на 2 јануари секоја година Петар Ставрев се искачува на врвот Пелистер и со шише шампањско им ја честита новата година на вработените во пунктот на МТВ. Јас се информирав дека на највисоката точка во Македонија професионално каде што се ангажирани лица е на Пелистер 2601 метро. И се заинтересирав како тие луѓе значи ќе ја поминат новата година. Зедов едно на 2 јануари, зедов едно шампањско да одам да им ја честитам новата година и да се запрашам како тие ја одбележаа новата година, бидејќи професионално, како што реков, на највисоката точка во Македонија беа ангажирани тројца личности. Со приказните на Петар Ставрев никогаш не е здодевно. Не случајно тој е добитник на бројни награди и признанија, меѓу кои и наградата за животно дело што ја доделува општина Битола по повод денот на ослободувањето на градот 4 ноември. Автор е на повеќе од 300 документарни филмови, како и на серијалот Патуваме, откриваме, хроника на Битола и околината. Тој е исто така автор и уредник и на серијалите Од поле до планина и Два пати исто, но сепак различно. Луѓе како Ставрев се инспирација за секого кој загазел по водите на новинарството.